Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва интервју со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Како ќе искористат Македонија и Грција силната меѓународна енергија да го затворат најтешкото прашање, спорот за името? Ке се симне ли воинот на коњот фонтаната или ке се преименува аеродромот? Какви резултати од реформите ќе испорача владата до Брисел во март? Останете со Телма, почнуваме по рекламите. Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Со драматичниот пресврт во надворешната политика, Македонија има шанса да стане успешната приказна на Европската Унија следната година. Отворениот пристап без предрасуди резултираше со договор со Бугарија, а сега наред е најтешкото прашање спорот со Грција. Што не очекува? Одговорот вечерва го бараме од министерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Прв сте тука како министер. Со големо задоволство, добро вечер. Ке почнеме од она што е последна вест. Медијаторот Метју Нимиц ја закажа следната рунда преговори со двајцата преговарачи од македонска и грчка страна за 11 и 12 декември во Брисел. Зошто дојде до ова одлагање? Па се работи за техничка причина, што не е важна. И такво е разбирањето и на двете страни. Тоа што е во Брисел е можеби убава символика. Зошто во Брисел? Бидејќи ние се обидуваме во основа преку реформите дома, што на некој начин се поврзани со процесот за надминување на разликата околу името, бидејќи колку поочигледен кандидат е Република Македонија, толку ќе биде покомплицирано да продолжи да биде блокирана. И затоа можеби има убава символика, бидејќи Брисел е седиштето и на Европската Унија и на НАТО алијансата. Ова одлагање, нели, претходно требаше веќе во понеделникот да се сретнат, сега за цели 3 недели. Велите од техничка причина, но дали ќе има промена во преговарачките тимови? Веќе се зборува за тимови. Грчкиот преговарач Василакис, како што јавија медиумите во Грција, добива советник и тие зборуваат за тим. Дали Македонија оди со тим и дали ќе го предводи амбасадорот во Вашингтон Васко Наумовски? Ќе биде актуелниот преговарач, амбасадорот Наумовски, и ќе има, како и од другата страна, висок дипломат, што ќе биде таму и за поддршка, и за прецизност, белешки и така натаму. За кого се работи? Па тоа не е особено важно, мислам, бидејќи тоа може и да биде не да биде еден човек, туку да се менуваат. Меѓутоа ќе има еден цел тим што ќе биде поддршка на тој процес. Нели е чудно во најмала рака амбасадорот Васко Наумовски, кој е поставен од владата на ВМРО ДПМН, да остане преговарач во оваа клучна фаза, некој ја сметаме и за финална, можеби за решавање на спорот. Човек што не е професионален дипломат, туку политички назначен амбасадор. Ние колоквијално го викаме преговарач, се работи за специјален пратеник за надминување на разликата околу името, нели, терминологијата на резолуцијата 817. И во основа тоа е лице што го предлага владата, а што со указ го поставува претседателот на Република Македонија, од една страна, и што до негде дава одговор на ова прашање. Од друга страна, ние постојано повикуваме дека за ова прашање мора да се најдеме сите заедно. И затоа овој гест на некој начин може би прави повеќе простор да влезат сите по релевантни политички сили во овој процес, бидејќи се работи за исклучително значаен процес. Но тоа не исклучува можноста во натамошниот процес да има и друг представник на Македонија. Па ние имавме разни формати. Да, вие бевте еден од Јас бев долго време специјален пратеник.
Некогаш имаше со мене човек од МНР, ова не е прв пат, не е нешто особено чудно. Да, кога веќе зборуваме, имаше еден период кога владата... Имаше дури човек што не беше од МНР, да, а што беше присутен со мене. Тоа беше тогашниот шеф на кабинет на предходниот премиер. Да, Мартин Протоѓер учествуваше активно. Тоа беше исто една чудна ситуација во тој период. Така што на некој начин нашата домашна политичка ситуација понекогаш се пресликува и во оваа смисла. Кои се присутни, кои се представниците и така натаму. Велите чудна што тогаш се вклучи Протоѓер во преговорите, зошто чудна? Па тоа беше сигнал дека на некој начин од кабинетот сакаа да има директен представник кој што ќе учествува, кој што ќе слуша и така натаму. И тој сигнал може различно да се толкува. Може да се толкува како зголемено политичко внимание на прашањето и улога во процесот. Може да се толкува како немање доволна доверба во специјалниот пратеник и така натаму. Она што е важно е нешто што ние за жал се уште го немаме постигнато. Јас уште тогаш како специјален пратеник во 2008 година, годината на самитот на НАТО во Букурешт, и тогаш јавно повикав дека на Македонија и треба национален консензус, државен консензус по ова прашање и мислам дека е многу важно на тоа да работиме. Значи ова е порака практично и до опозицијата и до јавноста дека задржувањето на Наумовски е повик за консензус. Дали ќе има нов предлог или не, тоа е најчестото прашање на Нимиц поставувано изминативе 20 и кусур години колку што траат овие колку што трае во спора и преговорите, на кои тој никогаш не одговара дека има. Меѓутоа, првпат премиерот Заев најави летово дека очекува предлог, конкретен предлог за решение. Се работи за преговарачки техники. Некогаш предлогот може да предизвика позитивна динамика, некогаш произведува негативна динамика. Ако едната страна смета дека е предалеку од позициите, може да го одбие и после тоа има една подефанзивна улога во процесот. Значи, во основа тоа е проценка на медијаторот. Што ќе направи, во кој момент ќе направи, не е веројатно многу благодарна да се прогнозира, меѓутоа, со оглед на значењето на прашањето, датумот е познат, местото, мислам дека веројатно првата средба, после подолго време, ќе биде искористена за купување од негова страна. Сигнали и разговори околу форматот, околу динамиката, така што веројатно ќе оди кон со таков приот и нема да има баш на таа средба предлог. Иако тоа е се прашање на негова проценка. Може би ќе видиме. Кај Грција немаме некаква промена во позициите. Црвените грчки линии ги знаеме, географска одредница за името и ерга омне, значи име за севкупна употреба и внатре во државата и надвор. Освен што сите кои долго го следиме овој процес, може да забележиме дека вашиот колега Кодзијас не го споменува тоа многу често во последно време, меѓутоа и тоа е некоја дипломатска игра. Кои се црвените линии на Македонија? Која е позицијата на Македонија во овие преговори, во оваа фаза кон која треба да заврши со решение на спорот? Проблемот со црвени линии и јавно соопштување на црвени линии е што во основа го стеснува просторот на поместување. И ако има страна, не само за овој спор, генерално земја А и земја Б имаат, може да биде граничен спор. Ако има страна што многу детално, многу јасно, јавно ги соопштува своите црвени линии, бидејќи кога зборувате во јавност, зборувате не само кон сопствената, домешната јавност, туку и кон јавноста на другата страна во спорот, на другата држава. Тогаш тоа е сигнал дека нема да има нужна флексибилност за да се надмине разликата.
вториот проблем со црвени линии, кога јавно се соопштуваат, да речеме, ако јас сега си допуштам да зборувам за црвените линии на Република Македонија по ова прашање, јавно ќе им соопштам на грците што е тоа практично нашата последна линија. А преговорите се од двете страни, целта е да се извлече, да се заштитат националните интереси, а сепак да се најде некакво разбирање. Кои се тогаш позициите, ако не им ставаме црвени линии, него кои се позициите? И затоа во основа многу тешко може да се спроведат успешни разговори околу некое прашање, ако се разговара упатувајќи и разменувајќи пораки преку јавност. И во основа покорисни се посуптилните сигнали. Еден важен сигнал е нешто што повеќе пати го повторуваме, а тоа е дека идентитетските прашања треба да се извлечат. И дека ако Македонија се чувствува загрозена во однос на тоа кои сме, тогаш практично нема да има решение на ова прашање. И тоа е еден сигнал. Мислам дека сега, кога процесот се уште не е почнат, веројатно нема да биде многу корисно за нас да се отвориме целосно. Од една страна. И второ, да се вратам на повикот, разговаравме за преговарач и така натаму. Многу е важно внатрешниот процес исто да созрее. Мислам дека ќе се навратиме малце подоцна и во еден друг контекст околу консензусот. Грција јасно кажа едно барање, тоа е ново, дека бара да види некаква волја чекор од Македонија, која ќе се огради, нели, од она што е сторено во минатото, од иредентизмот, како тие го нарекуваат, со, например, преименување на аеродромот или со отстранување на спомениците, оној воин на кој што го нарекува минатата влада или споменикот на Александар Македонски. Има ли волја кај македонската влада за таков чекор? Како што беше споменато деновиве, премиерот Заев имаше една изјава дека во основа прашањето е предмет на јавна дебата. Мислам дека како што нам не ни е право и со право кога чувствуваме неправда за определени постапки на други држави, наши соседи, така треба да бидеме внимателни и како за нашите постапки или како на нашите постапки гледаат нашите соседи. Факт е дека новата надворешна политика и во добрососедските односи, конкретно за Грција, има за цел да ги отстрани аргументите што даваат сила на оние политички сили кои што сакаат да продолжат Македонија да биде блокирана. И во оваа смисла, за да дојдеме во контекст каде што ќе бидеме барем малку порамноправни по ова прашање, ние треба од една страна да дадеме аргументи дека сме многу сериозен кандидат кога зборуваме за интеграциите, да стане очигледно, па дури и срамно, Македонија да биде блокирана. И затоа е многу важно домашните реформи да се ги завршиме многу темелно. Или тоа е цел процес. И прашање дали некогаш ќе бидат завршени. Сега гледаме и земји членки кои што имаат известни предизвици дома во однос на важни прашања. Меѓутоа, многу е важно Македонија да биде во позиција каде ќе даде причина зошто да биде поддржувана од огромно мнозинство на земји членки. Вториот сегмент од нашата стратегија е да ги одземеме аргументите на тие што мислат дека блокадата е исправна политика кон Република Македонија и во делот на европски интеграции и во делот на евроатлантски интеграции. Ако ме прашувате јас лично, мислам дека можам да кажам со тоа што ова ќе биде одлука на владата, ќе биде одлука врз основа на поширока општествена и јавна дебата. Јас лично мислам дека таа авантура со антиквизацијата
беше резултат на едно големо неразбирање за тоа како функционира светот. Беше една авантура што беше штетна не само надворешно политички, во смисла на давање аргументи на негативни сили, губење разбирање од пријатели, од земји поддржувачи, туку дури и дома е големо прашање и прашање што вреди да се дискутира, дали ова ни користеше дома. Ние во име на одбрана на идентитетот, без некоја голема, поширока општествена дебата, влеговме во една приказна на антиквизација, што историски, јас не сум историчар, меѓутоа, бидејќи е предмет на интерес, и имам доста студирано и читано, нивните претходници на тоа движење ова го доживувале како напад, наративот на антиквизацијата. И сега, во услови на собствена држава, да се вратиме на тој наратив и да ја сведеме битката на името на античката приказна и кој има поголеми причини и основа, да речеме, да тврди нешто околу Александар Велики и така натаму, е неодговорно. Тоа е една неодговорна политика. Кога имате проблем со држава што е помоќна од вас, вие мора да го изберете полето. И полето треба да биде на меѓународно право, на човекови права, на право на самоопределување. Вас ви требаат пријатели. Дали тоа значи, например, вие се оградувате од оваа политика, антиквизацијата, не ја сметате за автентичен, дури и умен потег на минатата влада, и да не имаше барање од Грција, дали самите како влада би пристапиле кон вакво нешто, кон преименување, например, на аеродромот? Тоа е прашање за владата. Ова е влада што посветува големо внимание на, да речеме, сентиментот на јавното мнение, една резултанта на сите чинители, од медиуми, од аналитичари, граѓани, активисти и така натаму, експертската јавност. Мислам дека тоа ќе биде голем фактор. Јас лично мислам дека ова нас ни прави проблем и вон надворешната политика. И мислам дека не е корисно и за нашата внатре свест. Тоа би можело да се претолкува и како доколку се донесе таква одлука, критичарите сигурно ќе го претолкуваат како отстапка, дека Македонија би направила отстапка на Грција. Дали Македонија бара некаква иста таква, условно речено, отстапка? Тоа е прашање на проценка и во принцип секако дека вакви чекори се по-изводливи кога има еден контекст позитивен, едно очекување позитивно. И прашање на проценка дали ќе биде тактика на quid pro quo, ние ќе направиме нешто ако вие направите нешто, или ќе биде гест унилатерален. Тоа зависи од атмосферата, зависи од довербата, како ќе се постави, зависи за што се работи, така што тоа е еден од елементите што треба да се земе во предвид кога ќе се носи таквата одлука, доколку се носи. Сепак тука има многу дипломатија и умешност и не многу откривате. Во последно време не се споменува ниту опцијата влез на Македонија во НАТО под референцата ФИРО. Дали таа опција е надвор од игра? Јас неколку пати имам споменато и јас нема да се откажам од тоа пријателско убедување дека долгорочниот интерес наш се совпаѓа со интересот на Грција да има стабилен европски демократски сосед. И мислам дека овој политички пресврт, зашто сум убеден дека е веројатно најдобрата вест на Балканот оваа година, со шанса ова да го зацврстиме или да го запечатиме идната 2018 година, е во секој случај долгорочен интерес на Грција. И економски, меѓутоа и политички и безбедносен. И затоа се разбира во рамките, бидејќи и ние, и Грција, имаме известна
имаме известен политички контекст кој што не дава целосна слобода. Меѓутоа, мислам дека е многу важно да се повторува дека тој интерес мора да биде земен предвид. Грција е земја членка на НАТО и ЕУ долго време, важен фактор на Балканот. Грција порачува, мислам дека и тоа јавно го кажа, дека нема да се согласат да се постигне консензус во НАТО. Го кажа и ние во рамките на ова, да речеме, пријателска атмосфера што ја градиме, се разбира дека имаме и разлики. Јас постојано ќе продолжам да се обидувам да убедувам дека ова е во согласност со времената спогодба, дека е во согласност со пресудата на Меѓународниот суд на правдата, знаејќи дека нашето членство во основа значи дека ние утре треба да бидеме многу блиски сојузници. И за да дојдеме, за да ја преминеме таа линија, ние не можеме со клоцање под маса или од страна тоа да го направиме. Мора да го направиме со разговор. И во тој разговор се разбира дека има и разлики и наше е да се убедуваме. Очигледно сигналот од таму беше дека ова и таа позиција, ако се ставиме во нивна позиција и да размислуваме како ние би направиле, има определени моменти, можеме да видиме зошто е тоа така. Меѓутоа, за разлика од НАТО, каде процесот има два моменти. Покана за членство и ратификација. Временскиот период од едниот до другиот е негде година и пол, некогаш 2 години. Европската агенда е подолгорочен процес, што почнува со политичка одлука на Европскиот совет, по позитивна препорака на комисијата. Да, ова со референцата би се сите земји членки. Повеќе за НАТО. Понатамо има неколку месеци пред да има една конференција, па има скрининг, една детална анализа, може дури со години отварање на поглавја и така натаму. Во тој процес Грција може да не блокира на многу наврати. И мислам дека е многу важно, и јас ќе продолжам во оваа насока и да зборувам, бидејќи сум убеден во тоа, дека тоа ќе биде инвестиција и во нашите добри односи и во процесот за надминување на разликата околу името. Доколку Македонија се чувствува уценето, предизвикот е поголем и бремето на процесот за надминување на разликата околу името е покомплициран. Дали се чувствувате уценето со овие барања на Грција? Веќе преговорите почнуваат со барање за споменици, за демонстрирање на волја за откажување од антиквизацијата. Нели е тоа условување, ајде да не речеме, уцено уште пред да се седне на преговарачка маса? Па не е така поставено тоа. Сигналите не се баш толку црно-бели. И нема баш некоја таква изјава. Да. И мислам дека не сум не сигурен дека тоа е посебно јавно истакнато. Не е услов. Никако. Ова е процес што не е одговорност. Ваква поента, доколку ме дозволите, би сакал да направам. Да. Ова е процес што е на некој начин одговорност на целата нација. Бидејќи е јасно дека процесот од нашата страна барем ќе заврши со мудроста на граѓаните, со мудроста на народот. На референдум. Мислам дека референдум е дел од изборните програми на повеќето чинители, во секој случај на... Да, сите се изјаснија, сите партии. И затоа во таа смисла одговорноста се разбира е пред се на политиката, меѓутоа е на сите нас. Како ќе обезбедите консензус кога ВМРО ДПМН лидерот на опозицијската партија вчера имаше интервју во кое по не знам кој пат обвинуваше дека оваа влада ќе се откаже од идентитетот, дека опасни игри, дека дури има и соопштение, колку што се сеќавам минатата недела, дека доколку ја родромот се преименува и споменикот, кога ќе се вратат на власт и тоа се ќе го вратат. Значи тешки обвинувања ви ватуваат како влада, а од друга страна очекувате да се постигне консенсус. Како? Во основа, прво не знам дали опозицијата е така унисона и монолитна како што беше. И
И тоа мислам дека ќе треба известно време да видиме што ќе се случува, за да знаеме дали сите во таа политичка групација го делат овој став. Актуелниот лидер до некаде не изненадува со вакви настапи, бидејќи е во една прилично очена ситуација. Политиката на странски непријатели, на стравот, на рововска закопаност, под знамето ги бранам националните интереси, а истовремено внатре врие од, ги слушнавме сите, нели, снимените разговори, врие од злоупотреби, индиции за корупции и така натаму. Но она што се случува во партијата баш и не е видливо. Знаете повеќе, бидејќи сигурно имате луѓе таму. Ќе почне да излекува, имаше едно интервју на новиот генерален секретар, ако не се лажам, каде што имаше некои сигнали. Некако, да. Меѓутоа, за разлика од Груевски, велите има луѓе можеби во таа партија што размислуваат поинаку. Уште не сме ги видена. Не знам, ќе видиме. Мислам дека не знаеме. Има неколку моменти кои што кажуваат дека тоа не е сосем најасно. И има едно неверојатно слепило на фактот дека има голема одговорност било кој со било каква тежина политичка или влијание во Република Македонија, кои би биле последиците доколку ние ова прашање го игнорираме како претешко прашање. Значи, што ќе биде во нашиот регион, каде има барем две прашања што крупни, што се уште не се решени, што ќе биде доколку Република Македонија го пропушти повторно возот на интеграциите. Во услови кога нашите млади луѓе губат трпение, во услови кога сите бараат подобар стандард и во услови кога нашиот пасош е многу по-невреден од пасошот на некои други држави. Значи, одговорноста за последиците е исто така многу голема и исто така историска. Меѓутоа... И мудроста е како во рамките на овој контекст што не е лесен, е многу комплексен, може би дури и историски, ние да направиме, да извлечеме нешто што е максимум и сите заедно да тргнеме напред. Видовме рововската битка и политиката на интегризацијата каде не носи. Они плюс паралелно со назадувањето во основните демократски принципи. Зависно судство, проблем со слобода на медиуми, политичко влијание, целосна партизација на администрацијата. Јас тоа можам со многу конкретни примери во делот на надворешната политика да го елаборирам. Видовме дека ние немавме аргументи и дека последниот обид на некои пријатели да ја турнат Македонија напред беше 2012 година. И тој обид во основа го срушија со црниот понеделник во декември, кога ја изфрлија опозицијата со сила од Собранието на Република Македонија. Значи, таа политика, нашиот идентитет, нашето име не се брани на плоштадот во Скопје. Се брани со мудрост, со европска политика и никако не можеме... Како ќе убедиме некого ако се клоцаме? Велите е ризично ако не се преземе ништо да се фати чекор со целиот Балкан и регион кој е во фокусот на меѓународната заедница. Меѓутоа, себе овие години и во Грција и во Македонија се сметаше дека оној политичар или онаа влада која ќе го реши спорот со името ќе значи крај за нивната политичка кариера. Има ли ризик во решавање, политички ризик во решавање на овој спор со името? Дали го преземате тој ризик? Шпекулативно прашањето, бидејќи ефектот ќе зависи многу од тоа какво е решението. Ние она што сме должни и што мора да го направиме, и јас апсолутно без никакви политички калкулации
нема пред својата совест да си дозволам да бранам решение што мислам дека не е забранење. Мислам дека ние мора да ги покриеме оние точки за кои што најмногу се грижиме. За кои што граѓаните се загрижени. Едно ти ја спомнав, идентитетот. Ако успееме да дојдеме до решение што ги задоволува, што според наша проценка и проценката на експертска јавност и така натаму, тој е еден општествен процес, ги покрива тие точки, тогаш апсолутно треба во тоа да сме убедени самите и да ги убедуваме сите. И тука се работи за еден момент што бара многу голема зрелост. Зрелост за која што нема ни З во изјавата што ја споменавте на се уште актуелниот лидер на опозицијата. Има многу оптимизам и во владата и дека 2018 ќе биде клучна и Македонија ќе ја дочека можеби 2019 како членка на НАТО и земја која почнала преговори со Европската унија. Но што ако тоа не се случи? Имаме ли план Б? Тоа е прашањето исто што го поставува јавноста. Значи има ли резервен план? Мислам дека имаше обиди да се прикаже резервен план. Имаше и комични обиди. Мислам дека ако се земат превид реалните фактори, да речеме со кого Македонија тргува. Ние имаме извоз 47%, ако не се лажам, со Германија. Огромен дел од нашата економија е врзана со економијата на Европската унија. Тогаш кога некој од нашите граѓани размислува каде би сакал да живее, размислува за најчесто западните демократии. Јас бев сега на Балтичка турнеја. Тоа се 3 држави што успешно се соочија со своите историски предизвици. Просечните примања се дуплирани, некаде триплирани. Ред има. Има судство што суди. Граѓаните во голем дел веруваат. Да, најголем процент од граѓаните сакаат членство во Европската унија од токму тие причини. Планот Б во основа се состои во следново. Мора да бидеме издржливи и не може тогаш, кога ќе се соочиме со тешкото, како што се соочивме на самитот во Букурешт во 2008 година. И тогаш имаше многу оптимизам. Веројатно луѓето кои го паметат самитот и целата атмосфера што се креираше, сега се потсетуваат дека и тогаш имаше оптимизам. Тогаш наместо да се обидеме со една наклонета и пријателска администрација, беше уште председателот Буш во Вашингтон, кој што меѓу другото ден пред самитот рече Македонија ќе биде 3 земји ќе бидат поканети, Македонија, Албанија и Хрватска, и тоа не се случи, значи имаше личен влог во сето тоа неговата администрација. Ние отидовме на предвремени избори во основа валоризирајќи го поразот. Ние на улогата на жртва отидовме на избори. Со наратив светот не е фер и ние ќе се закопаме во ровот. И еве до каде стигнавме. Значи планот Б во основа мора да бидеме издржливи на правата на вистинскиот правец. Не може да го изгубиме моралниот компас, не може целосно да го ставиме целиот државен апарат во функција на неколку луѓе кои што ќе контролираат се. Ние мора сериозно да вложуваме на 2 пологи. Да ни бидат институциите барем толку силни колку што граѓаните се покажаа силни. Денеска е 3 годишнина од првиот протест кој што не охрабри сите, мене лично ме охрабри, студентите, пленумците. Нашите институции мора да бидат барем толку, и тоа не е лесна работа, што не зависи само од влада или од министри или од политичари, зависи од секој од нас во своето, зависи и од вас, зависи од аналитичарите што ги
што повеќе заедно во смисла на нашето мултиетничко општество. Колку сме повеќе заедно, толку ни е постабилна Македонија. И затоа, ако во основа планот Б е тестирање на нашата издржливост, ние не смееме повторно да го изгубиме моралниот компас. Отклучувањето на заклучаната врата мора да се прави со исправна политика. Со клучот што ја отвара, а не со некој 19 век клуч, кој што не пасува. Уште едно прашање, го изема и преиска врзано околу Грција. Беше најавена комисија за ревидирање на учебниците. Беше најавена, па не најавена, се составили таа комисија, тоа е во рамки на мерките за градење доверба, колку што се сеќам. И ви должам уште едно кратко, може би тоа прво, не го изумив прашањето политичка одговорност. Дали калкулираме со тоа? Мислам дека ова е толку важно прашање, што човек што е свесен за значењето да се отворат вратите Република Македонија да има европска иднина, а при тоа да се заштити нашето достоинство, да се заштити нашиот идентитет и така натаму, би било многу себично и многу незрело ако се калкулира со политичката кариера. И мислам, барем јас лично, воопшто немам намера да калкулирам со таква работа. Можам само да си следам совеста, да видам, да направам се што можем и да видам дали доволно добро можеме нешто да извлечеме за сите ние заедно, како една нација, прифатиме нешто или не прифатиме нешто. Тоа се споменуваше и за грчките и за македонските политичари и обично се толкува дека треба да се подготви јавноста во двете земји. Се подготвува ли грчката јавност? Има ли таму? Имате многу повеќе контакти сега. Јас се обидувам нешто што ние мислам дека недоволно го правевме, практично уште од 91 година наваму, а тоа е да комуницираме и со грчката јавност, и со грчките граѓани, и затоа се обидувам да бидам релативно често присутен таму, и низ интервјуа, и низ пишани колумни. Да, и самите мерки за доверба практично. Самите мерки, обидот, сега да се вратам на ова прашање. Она за што разговаравме и се договоривме е средба на експерти и историчари кои што ќе се состанат и ќе поразговараат за проблемот на или прашањето на историските наративи така како што се презентирани во двете земји. Ние начално за прашање на формирање на комисија, јас ќе морам да одам назад кој владата и да видам каков ќе биде ставот. Меѓутоа ние уште на почетокот на 2007 година во други услови како Република Македонија самите предложивме формирање на комисија. Значи, сакам да направам дистинција што се случува сега, бидејќи мислам дека остана некако недокажано. Министер Антонио Милошовски, мислам дека тогаш имавме различен председател, имавме различна влада и имаше став Република Македонија. Ние предложивме наш сет мерки за градење доверба. Една од мерките беше формирање комисија. Тогаш Грција тоа го одби. Сега договоривме една средба и тоа треба да се организира, бидејќи мислам дека е тоа корисно. Сите земји кои што се обидуваат да се зближат и да надминат разлики, каде што има известни импликации во делот на историјата и тој наратив, се обидуваат тоа да го направат. Тоа е еден долгорочен процес. Мислам дека ќе биде преоптимистички ако мислиме дека некаков брз резултат тука може и тука можеме да учиме од искуствата на Франција и Германија, на Германија и Полска. Факт е дека во Балканот тоа не е ништо ново. На Балканот имаме многу историја, а не доволно сме пораснати да се соочиме со неа, да разговараме многу поотворено, а од друга страна имаме една глобална ситуација и европска ситуација што мислам дека треба да не забрза во растењето. Нели е тоа истиот принцип како и со Бугарија? Можеби со Грција да се решаваат некои такви прашања
подолгорочно, како што со Бугарија и стои во договорот, историчарите ќе ги решаваат. Додуша премиерот Заев денеска во интервју рече дека во учебниците ќе биде избришано бугарскиот фашистички окупатори, дека е тоа брзо договорено. Мислам дека текстот на договорот е јавно објавен за прв пат. Иако има многу обвинувања за нетранспарентност и така натаму, ние имавме нацрт договор што за прв пат беше објавен пред да биде подпишан, што е деликатно се разбира, бидејќи има и друга држава што е инволвирана. Текстот е многу јасен и во основа ги остава прашањата на историјата на експертите и историчарите. Има комисија што е на еднаква, паритетна основа, која што ќе разговара за овие прашања врз основа на факти и различни извори и ќе дава еднаш годишно извештај за својата работа. Ќе видиме што ќе биде, ќе видиме дали таму ќе има јасно интерес за една таква комисија и така натаму. Ќе треба допрва, ако сакаме да одиме во тој правец, по-конкретно да разговараме. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме со интервјуто со министерот Димитров. Гледате топ тема на ваша страна, гостин министерот за надворешни работи Никола Димитров. Господине Димитров, напоредно со решавање на отворените спорови, она што не очекува и се најавува дека ќе биде клучна и тешка и интензивна зима и пролет се евроинтеграцијата, членството во Европската Унија. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во два наврати, говорејќи за Западниот Балкан, во два наврати одбегнува да ја спомене Македонија во онаа стратегија што практично во февруари треба да ја презентира за интеграција на Западниот Балкан. Зошто не спомнува што тоа? Во основа, нели, од 6 земји во оние кои што се аспиранти, кандидати и веќе преговараат, он ги споменува тие кои што се во фаза на преговори. Србија и Црна Гора. Мислам дека од една страна фактот што проширувањето или некои преферираат консолидацијата на Европа, во овој дел на Европа, или комплетирањето на Европа, тоа е добра вест. Такво внимание недостасуваше неколку години и процесот, практично сите ние тука и Европа, ризикуваше процесот да стане еден вид игра или блефирање. Ние блефираме дека сме сериозни околу реформите, земјите членки блефираат дека се сериозни околу нашата макар што Јункер беше перспектива. искрен, па кажа дека 5 години сигурно И таа нема да изјава има до тогаш, 2018. иако тогаш беше очигледно дека нема да има, бидејќи таков е процесот, на некој начин додаде кон немањето политички поттих, Ве охрабрување. загрижува ли ова што не споменува Јункер? Дали побаравте објаснување? Сега бевте во Брисел. Секаде на сите средби, во основа главната порака наша беше дека ако нешто што според нас е неспорно и не само според нас, да речеме Хојт на една средба во Подгорица јавно, во еден од регионалните формати, рече дека најдобрата вест годинава е политичката промена во Република Македонија. Медиумите кои што пред неколку дена беа заедно со комесарот Хан во Тирана, од регионот, Да. во голем дел од она што го слушам, од европски извори, значи од извори во Брисел, на Македонија гледаат како на надеж. Имаше во Бирн една колумна која што имаше наслов на Босна и Херцеговина и треба македонски момент. Значи, Да, веќе се не нарекуваат најголемо изненадување. реалноста на тоа што се случува мора да биде препознато. Ако и Европа не смее да си дозволи да охрабри 2 држави и да обесхрабри 4.
Што значи тоа? Тоа ќе биде многу погрешно, ќе биде многу кратковидо, ќе направи многу голем дел од земјите членки незадоволни заради различни причини. Вие се сеќавате пред неколку години политиката беше не сакаме да споменуваме датуми, бидејќи сакаме датумите да зависат од прогресот реален. Како знаеме ние која земја каде ќе биде за неколку години од сега? Дали сега во реформска имаме... смисла. Да. Значи, она најмудро и најреално ќе биде Европа да отвори, да има еден таков текст во таа стратегија во февруари, што ќе значи реформски надпревар. Ајде да видиме кој може реално да направи најмногу. И од тој надпревар, со еден, бидејќи само така функционира процесот за пристапување. Дали предходно, пред да ги објават, тоа е веројатно објавувањето на извештаите, ќе биде тој момент, дали можно е предходно е веќе во февруари да ни биде симната условот во препораката? Тоа ќе зависи од неколку моменти, ќе биде проценка пред се на Европската комисија, ќе зависи многу од тоа дали ние можеме неколку работи да важни, неспорни, реформски чекори дома да финишираме. Што би се испорачало до тогаш од тие Мислам реформи дека од е 369? многу важно, бидејќи во основа најкрупно гледано, мислам дека има 3 прашања што и комисијата ги мисли и ги има на ум кога мисли на Македонија и земјите членки кога ја прашуваат комисијата или кога не прашуваат нас. Дали сме почнале да овозможиме судиите да судат независно? Или судиите уште се под политичко или партиско политичко влијание? Дали во Македонија уште се прислушкува и што сме направиле и какви се плановите за да не може да се прислушкува или за да биде многу потешко, најубаво да не може? Дали делумно веројатно тука е прашањето и за слободата на медиумите? И третото е дали има чекори кои што значат деполитизација или департизација на јавната администрација. Нас ни требаат неколку чекори што се надевам ќе успееме да ги завршиме кон крајот на оваа година, веднаш на почетокот на идната година, иако имаме и празници и така натаму, меѓутоа ова е многу важно, што ќе дадат охрабрување во сите овие важни 3 сектори, дека тука има една сосем друга ситуација. Нели е тоа многу амбициозно? И самиот план 369 звучи амбициозно од такви заробена држава, како што не нарекува, одеднаш за 9 месеци. Мислам дека не можеме да мислиме на испорачаме. се и да имаме, да речеме, да мислиме само на крајната цел, тогаш ова изгледа како цела планина од работа и е планина од работа. Меѓутоа, ако се фокусираме на неколку конкретни чекори, неспорни, например на укинувањето на Советот за утврдување на факти, кој што и во прибе и во сите анализи е тело што беше користено или злоупотребено за политички притисок врз судии, за тоа што да прават како да судат. Да. Таква, мислам дека тоа е неспорно и треба да најдеме време да биде пред пратениците во Собранието на Република Македонија. Има уште 1-2 чекори, не мора се да биде законодавство. Денес, вчера, Хан имаше изјава со која што апсолутно се согласувам. Вели, законите се важни, меѓутоа имплементацијата е уште поважна. Мислам дека е важно во ревизијата на АКМИС системот, дали вистина случаите случајно се распоредувале кај судии или која патем уште трае, очекувавме порано да заврши, да. Бидејќи се рашири, можеби можеме да излеземе со еден делумен извештај на најклучните судови, кој што ќе има конкретни препораки, каде што ќе се види дека во таа насока сакаме да воведеме ред. Сакаме вистина да има случајно распоредување на случаи. Дали се очекува и пресуди од оние случаи што ги води специјалното јавно обвинителство? Дали тоа влегува во тие очекувања или... Па, во принцип, бидејќи имаме пресудите зависат од судството. Јасно е дека тоа е еден процес што не може да се заврши во 1 недела или 4 недели. Помогна што ние падна првата пресуда во случај на
специјалното јавно обвинителство во отсуство, нели? Имаме многу чекори што веќе сме ги направили. Имаме еден извештај што вели во контекст на општа демократијата и изборниот процес. Имаме прелиминарен извештај на наблюдувачката изборна мисија на ОПСЕ ОДИР, која што вели беше многу компетитивно и процесот е придонес и враќа доверба во изборниот процес, во демократијата во Република Македонија. Имаме, според мене, видливо подобрување по одлуката да престанат да се плаќаат реклами со пари на граѓаните. Мислам дека има многу попазарна динамика во медиумскиот простор. Имаме, значи, има многу чекори, многу голема видливост дека нешто се случува, меѓутоа треба уште малку да додадеме, за да има доволно аргументи, Македонија уште брзо да добие чиста препорака. Кога тоа ќе се случи, ќе зависи и од проценката на комисијата, ќе зависи од тоа што ние ќе го сработиме. И ќе треба и некои од тие реформи, судството, зависат и од опозицијата. Значи, ќе треба да се донесат некои закони со двотретинско мнозинство. Ќе треба да се одреди иднината на специјалното јавно обвинителство. Како тоа ќе се обезбеди за да се испорача она што го очекува Брисел? Мислам дека фокусот во следниве недели, бидејќи ова е сепак многу крупна работа и таа најверојатно ќе биде во текот на идната година. Мислам дека можеме да понудиме една јасна правна норматива, барем во смисла на нацрт, за тоа, за реформата на системот на прислушкување. Бидејќи тоа исто е дел од срцето на проблемот, на злоупотребата на државниот апарат. И имаше веќе во јавноста познато дека моделот е избран, како тоа ќе изгледа, дека ќе има разлика меѓу содржината и техничкиот дел, како ќе изгледа и техничкиот дел со дупла контрола. И тоа е исто така многу важно, да покажеме дека одговор на второто прашање. Одговорот на третото прашање исто така имаме време нешто да направиме. За големите работи ќе треба многу работа, ќе треба многу убедување со опозицијата. Факт е дека има закони. За тоа ли доаѓа еврокомесарот Јоханес Хан веќе во понеделник? Се сретнавте пред 3 дена со него во Брисел. Нели е невообичаено веднаш да дојде во Скопје? Дали неговата цел е да убеди опозицијата? Мислам дека е корисно да се комуницира многу редовно со комесарот Хан. Тој имаше важна улога во справувањето со кризата и во основа има и личен влог како ќе се одвива натаму и каде ќе оди натаму Република Македонија. И ние и за него, и за нас е многу важно од негова перспектива он да покаже дека не само што може да биде важен дел во спречување, во справување со криза, туку може да биде важен фактор и во создавање успех. Ние на некој начин сме сојузник со комисијата, бидејќи и ние и комисијата ја делиме перспективата дека е многу важно овој момент Република Македонија да го искористи. И во таа смисла убаво е, бидејќи и лично се познава од оние ноќни преговори околу договорот од Пржино и така натаму, би било убаво да се види со сите фактори и да даде и пораки кон јавноста. Важен е моментот... Да, сега веќе нема да биде Пржино, ќе биде Париз, или околината на Париз, процес Жан Моне. Куќата и опозицијата и ова го искритикува, дека тоа значи дека не се почитува домашните институции, дека проблемите треба да се решат во парламентот, а не парламентарците да ги решаваат во Париз, далеко од медиумите и очите на јавност. По моите информации, јас имав една прилично долга средба со европратеникот и известувач за Република Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл. Мислам дека малку ја надувавме приказната во јавноста. Во основа, тоа е една иницијатива што има за амбиција да помогне во учењето диалог. Значи, разговор, дебата, консензус или градење консензус, компромис за некое прашање, да речеме, закон за судови во иднина.
или закон за јавно обвинител, за јавни обвинители и така натаму. И пред се е фокусот на парламентарците. И ако искрено се соочиме со тоа каква дебата имавме во собранието во последниве месеци, ако се подсетиме дека имаме опозиција која што се подели во 10 пратенички групи и се реплицираше сама на себе, согласувајќи се, и ако самиот поим на терминот реплика значи некакво несогласување или дополнување, нали, некаква разлика. Сите во еден правец, така неспорно е дека треба тука да пораснеме и имаме работи за учење. И сега би било многу убаво ако тоа можеме да го правиме без помош, меѓутоа очигледно е дека ни треба помош. Тоа е оценката дека и мислам дека тоа не е треба. обид да се рехабилитира било кој, имаше и такви тези во јавноста. Тоа е обид малку да научиме да се ги користиме шансите како нација и да се соочуваме со предизвиците како нација. И премиерот Зоран Заев, вие споменувате дека е потребен тој консензус, очигледно е неопходен со опозицијата, со ВМРО-ДПМН. Дали председателот Иванов тука ќе биде некаков посредник? Денеска тој се сретна со вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и беше издадено едно такво соопштение каде што тој му пренесува порака да помогне во создавање на еден консензус. Соопштението беше од кабинетот на вице-премиерот или од вице-премиерот? Во основа мислам дека тоа ќе биде негова одлука. И мислам дека прашањето е во основа за председателот и за неговиот кабинет. Со него сега имате добра соработка, бидејќи пред да влезете во владата го критикувавте, особено кога беше масовната аболиција. Сега имате соработка со председателот Иванов, дали е променета целата ситуација, каква е релацијата влада-председател? Во основа политиката е уметност на можното. Нема отворено поле човек да избере и да оди право точно и некогаш многу е важен правецот да се држи, меѓутоа во реалниот контекст ние сме имале разлики, ќе имаме разлики веројатно. Мислам дека од двете страни има обид да се најдеме на државниот интерес и тоа е основата на која што се обидуваме да градиме соработка. Некогаш тоа оди полесно, некогаш тоа не оди толку лесно и мислам дека тоа е веројатно и нормално во услови на кохабитација. Особено во услови на кохабитација на излез од една криза каде што се зголеми влогот. И страстите, и влогот, и така натаму. Така што, имајќи го предвид контекстот, веројатно може да се каже дека има една солидна соработка. Има промена кај него во неговите ставови или во водењето? Забележувате ли промена? Па тоа е за него прашање. Мислам дека нема многу да ми користи. Вам и лично како министер за надворешни работи, оваа соработка ви е неопходна и околу назначување на идните амбасадори. Кога тоа ќе почне, дури 20 од 53 или 4 амбасади македонски во моментот немаат амбасадор. А уште 10 или 15 и ќе им заврши наскоро мандатот. Ниеден нов амбасадор се уште не е назначен. Да, тоа е прашање што е врзано од една страна со кохабитацијата, од друга страна со правните пречки кога многу работи што за нормално функционирање на институциите се на некој начин на пауза во услови на предизборен период и кампања и така натаму. Ние имавме неколку средби за ова прашање и сме во многу последна фаза за првиот круг на амбасадори што ќе бидат пуштени во процедура. Колку амбасадори се или барем за кој клуб? Па се работи за прилично голема група и тоа во основа сите луѓе кариерни дипломати од Министерството за надворешни работи
И тоа мислам дека е многу добар сигнал и во однос на Европа, и во однос на самата куќа, и во однос на професијата. Бидејќи професијата јас ја наследив во една тешка состојба. Потешка од тоа министерство што го знам кога бев таму еден од тие луѓе, еден од дипломатите, бидејќи таму моето прво вработување беше токму МНР во август 96 заменик. Прво како соработник во оделението за човекови права. Понатаму после тоа, ама прво бев млад дипломат. Ние сме компаративно во многу полоша ситуација од многу држави во регионот, а во многу полоша од државите кон кои се стремиме, земјите членки, бидејќи имаме огромен процент на амбасадори што се политички поставени. Дури отидовме дотаму да биравме амбасадори на јавен конкурс, што демократии не го прават, бидејќи дипломатијата е професија. И е на некој начин круна на една дипломатска кариера. И во голема мера треба да се стремиме. И затоа и имаме, бидејќи дипломатијата не може да ја води само министерот. И не се води само преку средби со министер на друга држава. Мора да има амбасадор што разбира што е дипломатија. Јас не велам дека сите политички поставени, има и такви што биле многу добри. Дали ќе повлечете некои амбасадори наскоро? Незадоволни од нивната работа? Како што велите, има и такви. Па мислам дека не ми користи да најавувам такви чекори. Добро, тогаш кога првите амбасадори ќе веројатно ќе може да заминат? Мислам дека предизвикот е поставување ред во министерството, поставување ред во ротациите, за да не се случува да имаме толку долго време, толку многу празни дипломатски мисии. И треба тој ред да се фати, за луѓето да си планираат, да имаме некакви подготовки и така натаму. Тоа е во основа предизвикот што мора да го направиме и во однос на амбасадорите и во однос на другите дипломати што се упатуваат на во дипломатски мисии во странство. Имаме многу прашања и со другите соседи и регионот, како што рековме, е во фокусот на Европската Унија. Премиерот Заев ја нарече Бугарија најголем сојузник, значи од земја со која имавме спорови, сега ни е сојузник. Што може Бугарија, како претседавач на Европската Унија, што очекуваме да направи следната година за Македонија? Па, министерката Захариева веќе беше домаќин на работен доручек во неформален формат земји членки и група пријатели на Македонија, на ниво на министри и други представници. Во основа беа сите земји членки. Имаше рекорден број министри и беше тоа, за прв пат беше и министерот Коцијас на соседна Грција присутен. И во основа ние од една ситуација каде од два соседа земји членки, имајќи проблем со двата соседа, ние дојдовме во ситуација едниот да биде ко-домаќин заедно со министерката на Шведска, а другиот да биде присутен. И тоа, самиот тој факт укажува дека има една сосема нова динамика и тоа е еден резултат од ова што се обидуваме да го правиме на Балканот. И во основа, оваа политика е многу видлива и препознатлива веќе, бидејќи кон секој проблем ќе има прашања со соседите, ќе има разлики со соседите. Меѓутоа, ако кон тие разлики приоѓаме низ призмата сите и Македонија има интерес нашиот сосед А, Б, С да биде успешно приказна, да оди напред. Тогаш приодот кон решавање на разликите се менува. Ако приодот ни е како да се покажам или како да добијам политички кредит дома, справувајќи се со разликата или провокацијата или остра изјава што доаѓа од некаде, тогаш надворешната политика се става во служба на
дневната политичка борба дома, на внатрешната политика и само се гори оганот, се додава масло и се множат проблемите. Бугарија објективно може многу да помогне. Ние имаме самит за Западниот Балкан практично по 15 години. Од самитот во Солун 2003 година, кога Европската Унија го даде ветувањето, земјите од Балканот, местото им е во Европа и иднината им е во Европа, 15 години не сме имала средба на ниво на шефови, на ниво на лидери со лидерите на земјите членки. А сега се среќаваат веќе во мај, секој месец. Ќе биде во мај, за прв пат на тоа ниво. Сите лидери на земјите членки со лидерите од Балканот во мај во 2018 година во Софија. Во оваа смисла, бидејќи Бугарија го става проширувањето како еден од приоритетите, исклучително ни се важни односите и мислам дека тој фокус на еднината, што на некој начин се овозможи со потпишаниот договор за пријателство, е многу голема лекција за целиот регион. Дали со Србија ги изгладивме, да речам, односите после оној дипломатски инцидент, кога неколку дена се повлече целиот персонал од амбасада, владина делегација заминува во понеделник во Белград на средби со Па во основа ние имаме интерес Србија да биде да оди со крупни чекори кон членството во Европската Унија. Нешто што е приоритет на Белград. Сме делеле една држава пред доста време и најверојатно ќе бидеме дел од една Европска Унија. Значи имаме и заедничка иднина. И во основа мислам дека е многу корисно и за нас, и за нив да бидеме блиски и да најдеме начин разликите што ќе се појавуваат да ги решаваме европски. Со разговори, со чести средби, ние сме многу блиски и во основа од нас зависи дали ќе бидеме блиски луѓе што се караат, нели, фигуративно, или рака под рака ќе одиме заедно, ќе си помагаме и така натаму. Ние немаме интерес да имаме еден вид јавна, немаме интерес да имаме тензија со нив. Се што правиме, ќе правиме во оваа смисла. Но тоа не значи дека нема да реагирате доколку соседите не сторат нешто. Реагиравте кога Косово или косовскиот премиер објави дека ќе додели помош на семејствата на осудените во диво населје. Ќе реагираме водејќи сметка за перспективата. Бидејќи мислам дека и молкот некогаш може да биде корисен и е сигнал, некогаш може да не биде корисен. И кога сметаме дека потезите не соодветствуваат со европската иднина на целиот регион, мислам дека сме должни да реагираме. На начин што нема да отвори караница, меѓутоа ќе даде сигнал дека цениме дека таква работа не е соодветна заради едно или заради друго нешто. Иако во принцип многу покорисни се каналите директни, отколку јавните пораки, меѓутоа јавноста е дел од односите и некогаш е многу важно и јавен став да биде соопштен. И за крај, дали очекувате Русија да се однесува кон Македонија како што се однесуваше кон Црна Гора, за да попречи прием во НАТО? Мислам дека не е тајна, дека Москва, мислам дека е објавено во стратегијата за безбедност на Руската Федерација 2015 година, дека не гледаат особено благонаклоно на проширувањето на НАТО. Тоа пред се однесува на државите кои што се поблиски, географски, до територијата, до Руската Федерација, меѓутоа и генерално не гледаат посебно благонаклоно кон таа работа. Она што мислам дека нас ни користи е
постојано да повторуваме и да подсетуваме дека ова е одлука наша, дека една од првите декларации на Собранието на Република Македонија од 1993 година е токму членството во НАТО, со консензус донесена, дека сме веќе 17 години во акциониот план за членство, предолго, дека имаме огромна јавна поддршка за тоа. По некои последни информации од онаа анкета на ИРИ 71%, сега е тоа повисоко, може би поблиску до 75%, тоа се 3/4 од граѓаните на Република Македонија, и дека тоа е во основа наша одлука, но тоа не значи дека ние треба да имаме негативни односи со Русија. И ќе имаме и консултации на ниво на високи дипломати меѓу двете министерства. Мислам дека имаме интерес да ја заживееме таа меѓувладина мешовита комисија која се бави со економски прашања, имаме тука еден интерес и мислам дека треба да имаме комуникација и да се обидеме во таа насока да ги развиваме тие односи. Ви благодарам, господине Димитро, за учеството во емисијата. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Следува Инсайдер, а потоа ноќно студио со Боријан Јовановски. Останете со Тел.